Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи. Зошто? Бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва, тоа што е најактуелно, како пропадна империја на Орце Камчев и како Јордан Орце Камчев ја нудеше главата на Христијан Мицкоски за да се спаси од одење во затвор. 50 минути, одлична емисија, одлична анализа, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Бугарите, Бојко Борисов, посебно Красимир Каракачанов, имат испорачено 3 барања до Зоран Заев. Едното барањето е да биде приватизирана комерцијална банка, значи бугарски капитал, некоја бугарска банка да влезат во комерцијална банка. Комерцијална банка е тврдината, таа е срцевината на олигархијата во Република Македонија и таа длабока држава, како што ја нарекуваат бугарите, всушност е финансирана од комерцијална банка. Второто барање е приватизацијата на Телеком, да имат контрола врз слушање, пристушкување и така натаму, да можат да прават пари, со помош на тие пари да ги финансираат сите тие пробугарски структури во Република Македонија. И третото барање е Јордан Орце Камчев да биде почесен конзул на Бугарија во Република Македонија. Зоран Заев не прифаќа ниту едно од тие 3 барања. Им ветува и не ги реализира. Се до тој момент не постојат проблеми помеѓу Софија и Скопје. Не постојат никакви недоразбирања. Во тој момент бугарите, кои веќе гледат дека ниту едно од тие 3 нивни барања не е исполнето, не е испочитувано, почнуваат да барат јазик, историја и почнуваат да сеат проблемите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Значи Јордан Орце Камчев е срцевината на тие проблеми. Во моментот кога власта на Зоран Заев почнува да трга против Јордан Орце Камчев, почнуваат бугарите да си ја бранат својата инвестиција во Република Македонија. Во тој момент бугарите и македонците, односно Софија и Скопје, ги изоструваат своите односи. Вие тоа можете да го проверите преку примери, почитувани гледачи. Тие примери ви се на интернет, тие примери ви се на YouTube, на социјалните мрежи, напишени на порталите, објавени од македонските телевизии. Некаде летото, август месец 2018 година, има официјална посета на министерот за одбрана на бугарската влада Красимир Каракачанов на Република Македонија. На средба со Радмила Шекеринска и на пресконференција со Радмила Шекеринска има преведувач, се зборува за бугарски, односно се зборува на бугарски на македонски јазик. Тогаш нема бугарски јазик и македонски дијалект, туку има бугарски и македонски јазик. Красимир Каракачанов е направен растур систем во Бугарија, бидејќи признава официјално постоење на македонски јазик. Тоа е 2018 година, август месец. Значи, се уште во тој момент не се ескалирани проблемите во Република Македонија во однос на Бугарија и на бугарското вето. Во тој временски период Камчев е дава она легендарна изјава дека Зоран Заев е најдобар македонски пример и дека тој се согласува со политиката на Зоран Заев. Значи, во тој временски период, тоа е некаде пред 2,5-3 години, тоа е летото 2018 година, односите помеѓу Скопје и Софија се на најдобро можно ниво. Зошто? Бидејќи македонската влада не трга во демонтажа на моделот на Јордан Орце Камчев. Во моментот кога се трга во демонтажа на моделот или на владењето на Јордан Орце Камчев или на мокта на Јордан Орце Камчев, почнуваат проблемите помеѓу Скопје и помеѓу Софија. Внимавајте на овој детал е исклучително битен, почитувани гледачи. Во моментот кога во Македонија се отвара аферата или случајот на сите случаи, а тоа е случајот империја, Бугарија бара од македонската влада или инсистира кај македонската влада да го прифати Јордан Орце Камчев како бугарски предлог, тој да биде нивни почесен конзул во Република Македонија. Значи, внимавајте. Аферата империја, која е афера над сите афери, случајот империја, кој всушност е случај поради кој паѓа специјалното јавно обвинителство, тога се отвора случајот империја и во ек на тој случај бугарската влада бара од Република Македонија Јордан Орце Камчев да биде нивни почесен конзул во Република Македонија. Значи да има одреден дипломатски имунитет. Кога ви имате одреден дипломатски имунитет, ќе биде многу потешко на било која влада да апси почесен конзул, отколку да апси обичен граѓанин во Република Македонија, без разлика дали располага со 1 милијарда, 100 милиони долари или евра, или располага со некој помал капитал. Значи, во моментот кога се отвора случајот империја, бугарите барат од македонската влада и се љути на македонската влада, што не прифаќа Јордан Орце Камчев да биде нивни почесен бугарски конзул во Република Македонија. Еве што пишува afera.bg. Ова е 22 август 2019 година. Ке се обидам да го прочитам на бугарски и да го преведам. Родните спецслужби, значи државните специјални служби на Бугарија, го преспаа Орце Камчев на јахтата во Варненското пристаниште. Значи јахтата на Јордан Орце Камчев била на 22 август 2019 година во Варненското пристаниште. И вели, значи тоа е afera.bg, докато кипти, значи доека експлодира
Додека се случува аферата Рекет во Северна Македонија, бугарските служби го преспале престојот на Јордан Орце Камчев на неговата јахта во пристаништето во Варна. Значи, тоа е на 22 август 2019 година. Еден ден претходно е апсена Катица Јанева. Експлодира аферата Рекет. Аферата Рекет е првата афера со која треба да биде соборена македонската влада. Јордан Орце Камчев е дел на таа афера. Неговата супруга е дел на таа афера. Извадили 1,5 милион евра. Дали во ташна Луи Витон 1,5 милион евра. Ниту се знае од каде се парите, ниту дали е платен данок. Некои зимат подкуп, некои даваат подкуп. Има ли, нема кривично дело. Значи, гледате, човекот кој е всушно замешан е капо ди тути капи на таа афера. 3 луѓе лежат во затвор за таа афера. Зоки Милевски Кичер, Катица Јанева и Боки Тредич или Боки 13. Само сопругата на Јордан Орце Камчев и Јордан Орце Камчев одмарат на пристаништето во Варна, во својата јахта на пристаништето во Варна. И тоа го пишуваат бугарските медиуми. Така е откриено дека Јордан Орце Камчев не е во Република Македонија еден ден после апсењето на Катица Јанева. Да не беа бугарските медиуми, никој немаше да знае дека Јордан Орце Камчев располага со пасош, дека му е вратен пасошот, дека со помош на тој пасош има напуштено територијата на Република Македонија. Каде е лоциран? Во пристаништето во Варна. Каде бега 2005 година кога е големата афера со данечните пирамиди? Исто во соседна Бугарија и во Софија. И затоа сега кога ќе го поставите прашањето дали планирал Јордан Орце Камчев да бега од Република Македонија, одговорот е да. Бидејќи во изминатите 15 години 2 пати има бегано. И 2 пати има бегано кога се отварат афери, кога се става на тапет неговото име. Каде бега? Во Република Бугарија. Ништо повеќе и ништо помалку тоа не треба да ви кажам. Вие сте доволно паметни, почитувани гледачи, самите да донесе заклучок. Каде требало да бега Јордан Орце Камчев и дали планирал да бега? Да бидеме до крај честни, почитувани гледачи. 2 месеци претходно, еве ја фотографијата. Финале на Купот на шампиони во ракомет, Вардар стана европски шампион Келн, Германија. Тоа е некаде јули 2019, односно јуни 2019 година. На фотографијата го имате Самсоненко, Стоиле Стоилов и позади Јордан Орце Камчев. Тоа беше она афера кога не се знаеше кој му има дадено привремениот пасош на Јордан Орце Камчев. Бидејќи тој некаде 4 или 5 месеци претходно имаше излезено од притвор поради случајот Империја, му беше одземен пасошот, меѓутоа му бил даден привремен пасош. Тогаш специјалното јавно обвинителство се правдаше, велеше дека тие нема дадено согласност и зелено светло да му биде вратен пасошот. По основното јавно обвинителство велеше дека има и таква согласност со специјалното јавно обвинителство. Беше една турилитава, една карма каша направено. Не се знаеше кој има дадено, кој нема дадено, кој има дадено зелено, кој има дадено црвено светло. Меѓутоа Јордан Орце Камчев беше снимен на финалето на Купот на шампиони во ракомет, кога Вардар станал европски шампион. Еве ја фотографија, тоа го пишува сите македонски медиуми. Значи 2 месеци пред она афера кога се наоѓа и кога е случајно открен од бугарските медиуми на јахтата која е закотвена во пристаништето во Варна, Јордан Орце Камчев беше снимен во Келн на финалето на Купот на шампиони во ракомет. Гледате, тоа е тоа негово влијание врз македонското судство, обвинителство, полиција, тајни служби, така натаму и така натаму. Можеше да добие пасош кога сака да биде одземен пасошот. Можеше слободно да се шета во Македонија и надвор од Република Македонија. И тоа е тој модел на камчевизам што ви го дефинирав. Кај што има пари, мок, служби, полиција, обвинителство и така натаму, купени медиуми, купени политички партии, и тоа го правеше Јордан Орце Камчев многу пожилав, многу поуспешен и што е најважно, многу потраен, подолговечен и од Никола Груевски и од Сашо Мјалков. И тога се случува таа голема афера, првата голема афера или тој мини државен удар кој треба да ја собори владата на Зоран Заев. Тоа е аферата која е објавена во италијанскиот вестник Ла Верита. Јордан Орце Камчев во ташна Луи Витон, во присуство на Зоки Милевски Кичевецот, му дава пари на Боки Тредичи или Боки 13 и Катица Јанева, како нели се објавуваше и се пишуваше во Ла Верита, 1,5 милион евра во кеш во ташна Луи Витон. Таа афера требаше да ја собори владата на Зоран Заев. Тоа беше првиот мини државен удар. Јордан Орце Камчев го преживува тоа. Не завршува ни во притвор, ни во затвор. Напротив, во дел на македонските медиуми и со однесувањето на македонската влада, на македонската полиција, на македонското обвинителство и така натаму, Јордан Орце Камчев е дефиниран како жртва на таа афера. Значи човекот вади пари, 1,5 милион евра во кеш, дава пари, преговара. Пазите, тој бил во притвор за аферата Империја. Значи пуштен е да се брани од слобода. Значи е под одредени специјални мерки. И тој дава 1,5 милион евра. Значи може да влие не само врз специјалното јавно обвинителство, туку може да влие и светоците или врз сведоците кои треба да сведочат во тој случај Империја, каде што му се заканува
како што стојат работите, долгогодишна затворска казна. Значи, влакно од глава не му фали на Јордан Орце Камчев. Ниту се истражува кој ги поставува уредите за снимање кај него дома. Ниту се истражува каква е бугарската улога. Имавме една емисија со Петре Богоевски кај што тој инсинуираше или меѓу редови праќаше порака за некои 14 милиони евра за учество на бугарски политичари, на бугарски служби во аферата Рекет и така натаму и така натаму. Ништо не се испита, ништо не се истражи. Значи, влакно од главата не му фалеше на Јордан Орце Камчев. Зошто? Бидејќи владата на Зоран Заев во тој временски период не сака да ги заостри своите односи со Република Бугарија. Учеството на Република Бугарија преку аферата Рекет за рушење на македонската влада никој не го коментира, никој не го истражува. Во тој временски период како да постои премолчено ветување, премолчен договор да не се истражува, да не му фали влакно од главата и од косата на Јордан Орце Камчев. Тоа молчење, тоа премолчување една година подоцна или една и пол година подоцна им се удира од глава на Зоран Заев и на македонската влада. Ако тогаш трне во расчистување на тоа бугарско влијание преку аферата Река да се собори владата на Република Македонија, јас мислам дека немаше да има ни бугарско вето против Република Македонија. Значи, до тој момент односите меѓу Македонија и Бугарија се перфектни. Нема никакви проблеми. Проблемите почнуваат кога македонската влада почнува да води постапки против Јордан Орце Камчев. Не ја продава Комерцијална банка и не го продава Телекомот. Тогаш бугарите се сеќават дека имаме исти јазик, дека имаме заедничка историја и дека имаме проблеми. И врз база на тие проблеми ни ставаат вето. Во моментот кога е ставено бугарското вето, акциите на Јордан Орце Камчев се обезвреднети. Најголемата жртва на бугарското вето е Јордан Орце Камчев. Каде се парите од аферата Рекет? Каде завршија парите од аферата Рекет? Ке каже ли некој каде завршија парите од аферата Рекет? Ние сме полни со инсинуации. Завршиле во владата, завршиле во СДСМ, завршиле не знам ке Боки 13, завршиле ке Кати Сенева. Ке излезе ли некој да каже од владата, од опозицијата, Јордан Орце Камчев, луѓето на Јордан Орце Камчев, адвокатите на Јордан Орце Камчев, Зоки Милевски Кичевецот, ке излезе ли некој да каже каде завршија парите од аферата Рекет, да не бидеме непријатно изненадени каде има завршено тие пари, кој ги има земено назад или ги има земено тие пари, каде има завршено дел од тие пари ако не завршиле целото количество од 1,5 милиони евра, каде има завршено тие пари, кој ги има извадено тие пари, од каде се позајмени тие пари, кој платил или не платил данок за тие пари, кој направил кривично дело за тие пари. Ке молчиме уште за аферата Рекет. Или се спасивте од аферата Рекет, и едните и другите, и сега тоа веќе не важи. Во затвор се Кати Сенева, во затвор е Боки 13, во затвор е Зоки Милевски Кичевецот. Меѓутоа, што станува со аферата Рекет, тоа беше афера на сите афери. Таа афера ја покажа порозноста на целиот полициски, владен и правосуден систем во Република Македонија. Некој може во кеш да изведе 1,5 милион евра и да плати на шефот на специјалното јавно обвинителство. Се растура после таа афера специјалното јавно обвинителство. Тоа беше моделот за кој застана меѓународната заедница. Ние покажавме на меѓународната заедница дека не сме кадарни да спроведеме ни модел што знаат да не го инсталират. Не само што сами не знаеме да инсталираме таков модел, туку покажавме дека ни нивниот модел што инсталира не знаеме да го водиме, да раководиме и да дојдеме до очекуваните или посакуваните резултати. Во тој момент мафијата беше посилна од државата. Мафијата со аферата Рекет успеа да ја порази државата, успеа да го скрши специјалното јавно обвинителство и успеа да ја покаже на меѓународната заедница дека и побегството на Никола Груевски во Будимпешта се уште доволно силни да можат да ја срушат македонската влада. Има два големи случаи за мене, почитувани гледачи. Има два гранде случаи кои ги има отворено специјалното јавно обвинителство. Првиот случај Тарге Тврдина, кој има слушано, кој има прислушкувано, кој има купено, кој има уништено опремата за прислушкување. Врз база на тој случај Сашо Мелков е осуден на 12 годишна затворска казна. Значи тој е политичкиот криминал кој се случува во Република Македонија. И аферата Империја, тој е финансискиот криминал кој се случува во Република Македонија. Случајот Рекет е всушност афтер парти за да биде срушен случајот Империја. Бидејќи со случајот Рекет се сметаше ако биде срушено специјалното јавно обвинителство, ќе биде срушен и случајот Империја. А во случајот Империја се Јордан Камчев, Сашо Мелков и цела македонска олигархија. Значи вие на тацна, на послужавник имате цела криминална транзиција, цела македонска олигархија и целиот модел на груевизмот во Република Македонија. И некој со здружени сили преку аферата Рекет сака да го слуши случајот Империја, да го сруши специјалното јавно обвинителство. И всушност
Аферата рекете After Party на случајот Империја. Тоа се двата гранде случаи. Случајот Таргет тврдина, кај што Сашо Мелков добива 12 годишна затворска казна, и случајот Империја. Што мислите? Колку ќе бидат затворските казни за случајот Империја? И тоа се двата случаи кои требаше да предизвикат мини државни удари во Република Македонија, промена на власта и враќање на таа олигархија, на таа мафија, на целиот тој модел кој 30 години владеа со Република на Македонија, на власт во Република Македонија. Вие ја слушавте таа аудиобомба, почитувани гледачи, каде што разговарат Христијан Мицковски и Зоки Милевски Кичевецот, каде што Христијан Мицковски вели дека тој единствено се бори да не биде продолжен мандатот на специјалното јавно обвинителство и дека тој единствено се бори случајот Империја, кој е најтежок случај за Сашо Мјалков и за Јордан Орце Камчев, да биде архивиран, да биде адаптиран. Тоа е бомбата, тоа е аудиобомбата и тој е разговор помеѓу Слободанка Алексовска, кој е подосна директор за човечки ресурси во Систина, каде што еден од газдите Јордан Орце Камчев, тој е Зоки Милевски Кичевецот, еден од најблиските соработници на Јордан Орце Камчев и Христијан Мицковски, каде што Христијан Мицковски, лидерот на македонската опозиција, му кажува или му реферира на Зоки Милевски Кичевецот дека тој единствено се бори за да не биде продолжен мандатот на специјалното јавно обвинителство и да биде архивиран, односно пуштен во историјата случајот Империја. Во тој момент, почитувани гледачи, Јордан Орце Камчев веќе има контролен пакет на акции, контролно влијание, доминација, контрола врз функционирањето не само на Христијан Мицковски, туку на партијата ВМРО-ДПМН. Значи Јордан Орце Камчев има контролен пакет во ВМРО-ДПМН, а партијата ВМРО-ДПМН се бори со сите сили да не биде продолжен мандатот на специјалното јавно обвинителство и сите случаи кои се отворени од специјалното јавно обвинителство да бидат застарени, вклучително и случајот со Империја. Ајде да се потсетиме кој ги води преговорите во името на ВМРО-ДПМН, во името на правните екипи или комитети на ВМРО-ДПМН, со правните екипи и комитети на македонската влада и на СДСМ околу иднината на специјалното јавно обвинителство. Тоа е Антонио Милошевски, кој има случај Мокник, отворен токму од тоа специјално јавно обвинителство, и Тони Менкиновски. Тони Менкиновски, кој во тој момент, а и сега е шеф на правната комисија на ВМРО-ДПМН. Значи случаите, односно преговорите за иднината на специјалното јавно обвинителство и на случаите кои ги има отворено специјалното јавно обвинителство ги водат Антонио Милошевски, кај што тоа специјално јавно обвинителство има отворено случај против него, тој случајот Мокник, и тој е Тони Менкиновски, кој е шеф на правната комисија на ВМРО-ДПМН. Во неделата на прочка на Јордан Орце Камчев му беше одреден 30-дневен притвор. Кој му беше адвокат на Јордан Орце Камчев? Кој се појави пред македонските новинари да раскаже што се случува на испрашувањето на Јордан Орце Камчев? Кој го застапуваше или го бранеше пред обвинителството Јордан Орце Камчев, пред судот Јордан Орце Камчев, во однос на овој случај кај што доби 30-дневен притвор на прочка, значи некаде пред 5 дена во неделата? Тони Менкиновски, значи внимавајте, Тони Менкиновски, кој учествува во преговорите за застарување на сите случаи на специјалното јавно обвинителство, за непродолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. А овој случај, кај што Јордан Орце Камчев добива 30-дневен притвор, е случај кој го отвара специјалното јавно обвинителство. Истиот Тони Менкиновски е адвокат на Јордан Орце Камчев. И не само што е адвокат на Јордан Орце Камчев, знаете, почитани гледачи, станува разбор за случајот Плацеви на Водно. 1,3 милиони евра се извадени, односно не се платени во касата на ВМРО-ДПМН. Станува збор за одредени донации кои ги дават на ВМРО-ДПМН, тогаш начело на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, и според истрагите на специјалното јавно обвинителство, тоа е случајот Плацеви на Водно, 1,3 милиони евра во форма на донации не се ставени во партиската каса на ВМРО-ДПМН. Со тие пари, како што вели специјалното јавно обвинителство и случајот Плацеви на Водно, Никола Груевски купува Плацеви на Водно. 11.000 метри квадратни градежно земјиште на Водно е купено со тие 1,3 милиони евра кои не се ставени во партиската каса. Нормално е секоја политичка партија која вие ќе земите 1,3 милиони евра да реагира, да се ги бара парите, да го суди или да покрени судска постапка против оној кој ги има земено парите, кои требале да завршат во партиската каса. Нели ВМРО-ДПМН вели дека имат финансиски проблеми, имаат проблеми како да го финансира своето нормално работење и функционирање, а некој им земал 1,3 милиони евра. И партијата не реагира, не покренува судска постапка да бидат вратени тие 1,3 милиони евра. Некој што ви земал 1,3 милиони евра, вие ќе отужите, ќе си ги барате парите назад. 10.000 евра да ви земи, ќе го тужите, ќе си ги барате парите назад. Кој е председател на таа правна комисија на ВМРО-ДПМН? Ако ВМРО-ДПМН треба да покрени судска постапка против некој кој им земал 1,3 милиони евра, тоа е Никола Груевски,
Таа правна постапка треба да отвори комисијата или правната комисија на ВМРО ДПМН. Начело на таа правна комисија на ВМРО ДПМН е Тони Менкиновски. Значи, ВМРО ДПМН не само што не отвора судска постапка да си ги бара парите назад, 1,3 милиони евра од Никола Груевски, туку шефот на правната комисија на ВМРО ДПМН Тони Менкиновски е адвокат на Јордан Орце Камчев, кој е четврто осомничен во таа афера Плацеви на Водно. Мислам дека почитувани гледачи веќе ви е сосема јасно, ви е све јасно како тоа функционира. Тука и да ја завршам емисијата, вас ви е све јасно. Меѓутоа некаде на полна емисија сме, има уште многу интересни работи, останете со нас. Или што би рекле србите, почитувани гледачи? Па ово бре Немању и Beogradu. Значи партијата е оштетена за 1,3 милиони евра. Некој украл на партијата 1,3 милиони евра. Правната комисија на партијата не ги бара назад 1,3 милиони евра. Туку напротив, шефот на таа правна комисија го брани човекот кој е дел на тоа злосторничко здружување кој украл на партијата 1,3 милиони евра. Значи не само што не ги бара парите назад, туку го брани човекот кој е четврто осомничен во рамките на тоа злосторничко здружување кој на партијата имат украдено 1,3 милиона евра. Има 3 драматични обиди, 3 мали мини државни удари за рушење на оваа власт. Едниот го прифаќам, тоа е набавката на кинеските вакцини. Меѓутоа за сите овие 3 големи афери го прифаќам бидејќи таму станале веројатно големи глупости. Навистина е ова неспособна влада да ги набави тие вакцини. Гори министерот за здравство, гледате, му се треси гласот кога на пресконференција треба да говори за тие вакцини. Меѓутоа тоа ќе го анализираме недела или наредниот четврток, кој ќе анализираме состојбите во СДСМ, конгресите едната, конгресите на втората партија. Меѓутоа има 3 крупни афери кои треба да ја соборат владата. Тоа е аферата Рекет, се објавува во Лаверита. Кинеските вакцини повторно се објавуваат во Лаверита, италијанскиот весник Лаверита, и тоа е бегството на Сашо Мјалков. Кога беше бегството на Сашо Мјалков, пена ми фати устата да ви објаснам, да ви убедам, да ви укажам дека всушност Никола Груевски, Сашо Мјалков, Јордан Орце Камчев и Мартин Протујгер, таа четворка, никогаш не се скарани. Тие владееле и се уште влада во ВМРО ДПМН. Преку Јордан Орце Камчев го контролираат Христијан Мицковски. Никогаш контролниот пакет во таа партија не отишол во рацете ниту на Христијан Мицковски, ниту на Александар Николовски. Секогаш оваа голема четворка, како таа голема четворка во фудбалот во поранешна СФР Југославија, Динамо Загреб, Хајдук од Сплит, Црвена звезда од Белград и Партизан. Значи ова голема четворка влада и понатаму со ВМРО ДПМН. Преку Јордан Орце Камчев всушност го контролираат Христијан Мицковски. Зошто? Бидејќи е докажано и потврдено, и тие тоа го знаат, дека Христијан Мицковски вие најлесно може да го контролирате преку луксус, преку пари и преку угодно живење. Ако тоа му го возможите на Христијан Мицковски, тогаш лесно можете да го контролирате. Кој е мајсторот на луксус и на пари? Кој е мајсторот на женски? Кој е мајсторот на угодно живење? Кој е мајсторот на јахти? Кој е таткото на тоа во Република Македонија? Тоа е Јордан Орце Камчев. Затоа е одбран Јордан Орце Камчев во името на оваа голема четворка да го контролира Христијан Мицковски. Значи тоа се 3 афери. Двете афери се објавени во Лаверита. За двете афери стои ракописот на Јордан Орце Камчев. И третата афера е бегството на Сашо Мјалков. Со тие 3 афери требаше да биде срушена владата на Зоран Заев. Кој ќе се спасеше ако беше срушена владата на Зоран Заев? Ова голема четворка на ВМРО ДПМН. За да може да ги разберете работите или да ги разберете процесите, почитувани гледачи, има 2 крупни извори на финансирање на ВМРО ДПМН. Едниот извор се унгарските пари. Унгарските пари кои влегуваат во медиумите, влегуваат во политиката, влегуваат во телевизија и така натаму и така натаму. Значи едниот најголемиот извор на финансирање на ВМРО ДПМН се унгарските пари. Вториот извор на финансирање, тајно или јавно, со опрост на долговите или некоја друга форма, е преку структурите под контрола на Јордан Орце Камчев. Има уште една трета фирма. Таа трета фирма или човекот кој е начело на таа фирма, ја спомнувавме кога беше онаа афера за акциите на малите хидроцентрали, односно акциите на Христијан Мицковски, се смета или се шпекулира дека завршиле во раците на првиот човек на таа компанија. Таа компанија дава некаде околу 7 до 8 илјади евра месечно за финансирање на ВМРО ДПМН. Меѓутоа тоа е многу малку во споредба со парите кои ги даваат унгарците, односно маđарите, и парите кои преку системот на Јордан Орце Камчев тие финансии влегуваат во структурите на ВМРО ДПМН. Значи тоа е првото ниво, таа прва кровна конструкција. Јордан Орце Камчев во името на таа голема четворка Груевски, Мјалков, Мартин Протујгер е одреден да го контролира Христијан Мицковски. Значи има Јордан Орце Камчев под контрола, лидер на партија и цела партија. И потоа тој лидер на таа партија
и таа партија, Јордан Орце Камчев ги врзува со Бојко Борисов и со Красимир Каракачанов, а подоцна таа линија оди тамо некаде на исток. Значи првото ниво има контрола на лидерот, второто ниво тој лидер и таа партија, контролирана од тој лидер, ќе поврзува со бугарските структури Красимир Каракачанов и Бојко Борисов и подоцна таа линија оди тамо некаде на исток. И третото ниво, тоа некаде средината на летото пред парламентарните избори на 15 јули, третото ниво или третата групација која прави Јордан Орце Камчев или луѓето блиски на Јордан Орце Камчев тоа е да направи пактови со најголемиот олош на социјалните мрежи, со најголемиот олош кој е на Твитер или на Фејсбук. Сите тие имат пактови, направено пактови со Јордан Орце Камчев. Значи Јордан Орце Камчев располага со таква олош структура на Фејсбук и на Твитер, која може не само да им се спротистави на структурите на СДСМ и структурите на ВМРО ДПМНЕ, туку може да ги изгази на социјалните мрежи. Говорам за една црна валкана кампања. Значи покровител, финансиер, спонзор на тој најголем олош кој води црна валкана кампања на Твитер, на Фејсбук и на социјалните мрежи е Јордан Орце Камчев. Некаде до средината на летото минатата година Јордан Орце Камчев ја гради и ја прави таа структура. И таа структура треба него да му послужи во предпоставената разврска во Република Македонија. Таа структура требаше да биде прва борбена линија на Јордан Орце Камчев во конфликтот со владата на Република Македонија. Ако се одметни Христијан Мицковски да може да биде дисциплиниран Христијан Мицковски, значи таа структура, тој олош на социјалните мрежи му служеше на Јордан Орце Камчев да ги дисциплинира сите кои не работеа по негова волја и под негова контрола. Го гледате сега тоа плачење на тој олош на социјалните мрежи, на Твитер и на Фејсбук. Па Орце Камчев работел 7000 луѓе, па бил угледен бизнисмен, па отворил медицински центри во ек на пандемија со коронавирус. Па такво плачење, почитувани гледачи, немаше никога умре Тито, никога умре Сталин во Советскиот сојуз. Значи вакво плачење, како што е плачењето на овој олош на социјалните мрежи, немаше никога умре Тито 1980 година, ниту кога умре Сталин 1953 година. Дури грев вие да гледате како плачат. Навистина може би не ми е грев. Уживам кои гледам како плачат. Крокодилски солзи ронат. Па ви убедува дека стана збор за еден хуманист. Мајка Тереза уште малку ќе го преправат и ќе го направат Јордан Орце Камчев. Но тие плачат за парите кои нема да ги добијат. Огромни количества пари им се истоварени на контата на сметките или на рака на тие луѓе. Затоа тој олош, тој социјален олош, тој олош на Твитер и на Фејсбук плачи по Јордан Орце Камчев, бидејќи тие не го жалат Јордан Орце Камчев, ги жалат парите кои сега веќе нема кој да им ги дава. И сега замислете го Јордан Орце Камчев како некој бомбаш самоубиец кој си има опасано околу себе, со бугарско политичко влијање или со подршка на бугарската политика, со овој олош на социјалните мрежи и со една политичка партија, лидер на политичка партија кој му дават подршка. Кој нормален во државата ќе влезеше во конфликт со Јордан Орце Камчев, ако не беше меѓународната подршка на Зоран Заев? Зоран Заев ниту планираше, а веројатно ниту ќе влезеше во конфликт со Јордан Орце Камчев, иако и на Јордан Орце Камчев и на Зоран Заев им беше јасно дека за двајцата нема место на македонската бизнис и политичка сцена. Во времето на Бранко Царенковски и Јордан Орце Камчев токму преку Зоран Заев сака да има влез во структурите на СДСМ, сака да се приближи кон структурите на СДСМ. Меѓутоа тоа пријателство, таа кохабитација на Зоран Заев и Јордан Орце Камчев и едниот и другиот знае дека има краток рок на траење. И едниот и другиот се подготвува за таа финална пресметка. Во еден временски период Јордан Орце Камчев беше многу посилен од Зоран Заев. Да не беше таа меѓународна подршка која ужива и има Зоран Заев. Зоран Заев ниту планираше да влезе во конфликт со Јордан Орце Камчев, ниту пак можеше да излезе како победник од тој конфликт со Јордан Орце Камчев. Во 3 наврати Јордан Орце Камчев само завлакно не ја собори владата на Зоран Заев. Зошто? Бидејќи Заев и меѓународната подршка беше на контото на Зоран Заев. На 21 февруари една од тие 3 големи афери, а тоа е бегството на Сашо Мјалков. Бегството на Сашо Мјалков треба да ја сруши владата на Зоран Заев. И тоа не се случува за 2 дена, Леси се враќа дома. Не само што не паѓа владата на Зоран Заев, туку Сашо Мјалков 4 дена подоцна осуден на 12 годишна затворска казна. На паметен човек како Јордан Орце Камчев му е сосема јасно дека тоа е следниот, дека судството е ослободено. Ако тие можеле да му пресудат 12 годишна затворска казна на Сашо Мјалков, на големиот дон, на големиот шеф
на македонските тајни служби, човекот кој има исклучително добри релации и во надземјето и во подземјето, посебно во судските структури. Значи, ако тоа судство кое било контролирано, тоа Сваровски судство во Република Македонија, му дава 12 годишна затворска казна на Сашо Мјалков и Јордан Орце Камчев, како исклучително паметен човек знае дека тоа е следниот на удар, дека тоа е следниот кој треба да биде или да заврши во притворското делење во Шутово Ризери. И Јордан Орце Камчев, но на фотографија, почитувани гледачи, кога гледате на прочка како е приведен и како изгледа, вие сваќате дека тоа е човек кој поминува низ еден тежок временски период. Тој точно знае после псењето на Сашо Мјалков дека тоа е наред. Разбушавен, неисчешлан, со неишишана коса, пропаднат во лицето. Се гледа дека поминува низ еден многу травматски период. Точно знае дека следниот кој ќе биде апсен во Република Македонија е тој. Да, може би навистина прави планови и размислува како да бега од Република Македонија. Бидејќи човек кога се најде во една таква ситуација, тогаш се обидува да се спаси. Два пати бега, два пати се спасува. Ако два пати тоа го прави, зашто да не го направи трет пат, почитувани гледачи? Меѓутоа велам, Сашо Мјалков 12 години затворска казна. Јордан Орце Камчев точно знае дека после Сашо Мјалков редот доаѓа на него. Тој го има излечено чкорчето, кое ќе значи негово одење во притвор, односно во притворско делење на Шутово Ризери, и размислува што треба да прави. Се обидува со последната афера, тоа се кинеските вакцини, да ја руши владата. Кога тоа не му успева, 3 или 4 дена подоцна на прочка, Јордан Орце Камчев завршува во Шутка. На 3 март, внимавајте, на 3 март ова година, значи некаде пред 2 недели, Јордан Орце Камчев има средба со градоначелник од Централна Македонија. На таа средба Јордан Орце Камчев, кој веќе знае дека Сашо Мјалков е осуден на 12 годишна затворска казна и знае дека редот веќе доаѓа до него, односно веќе се стеснува кругот или обрачот околу Јордан Орце Камчев, нуди 3 работи. Прво, донација во вредност од 100.000 евра за тој град, бидејќи Јордан Орце Камчев потекнува од тој регион. Како второ, главата на Христијан Мицковски. Значи Јордан Орце Камчев, за да се спаси од неодење во затвор, ја става на маса главата на Христијан Мицковски. Се обидува да ја тргува, политички говорам, главата на Христијан Мицковски со неговото неодење во затвор. Тој градоначелник од Централна Македонија треба да ја пренеси пораката до СДСМ дека Јордан Орце Камчев е подготвен да се пазари, односно да тргува со главата на Христијан Мицковски. И третата работа која нуди Јордан Орце Камчев е контакт со Никола Груевски. Делегатите кои се под контрола на Никола Груевски да им бидат ставени на располагање. Тоа се трите работи кои на 3 март ова година, значи некаде пред 2 недели, Јордан Орце Камчев се обидува да ги понуди на македонската влада како компензација да не заврши во затвор. Внимавајте која символика, почитувани гледачи. Како животот знае да изреализира или да изрежира одредена драма или одредена символика. Средбата е на 3 март. 3 март е големиот национален празник на Република Бугарија. Денот кога е формирана Сан Стефанска Бугарија. Тоа е сонот на сите бугари да живеат во една голема, а таа е Сан Стефанска Бугарија, која се простира на 3 мориња. Територијата на цела географска Македонија е во склоп или во рамките на таа Сан Стефанска Бугарија. На тој 3 март, кој е големиот национален празник, таа Сан Стефанска Бугарија или голема Бугарија, Јордан Орце Камчев има таа средба со овој градоначелник од Централна Македонија. Само животот знае да исценира или да изрежира една ваква драма, една ваква драматургија. Една мала дигресија, почитувани гледачи. Јордан Орце Камчев треба да биде почесен или требаше да биде почесен конзул на Република Бугарија во Република Македонија. Значи да ја слави таа Сан Стефанска Бугарија. Да го слави тој празник 3 март. А неговиот адвокат Тони Менкиновски прави кариера бранејќи ги македонците од Пиринска Македонија. Всушност Тони Менкиновски стои за тоа на пресуда на судот во Страсбур, каде што на колена се клекнува бугарската држава, бугарската влада и треба да го сменат уставот до 1 јуни, да има возможност на Омо Илирдан Пирин да се регистрираат како политички субјект, како субјект на македонците во Република Бугарија. Велам, Јордан Орце Камчев треба да биде конзул на таа Бугарија, да ги брани бугарските стратешки интереси во Република Македонија, а неговиот адвокат Тони Менкиновски се бори против таа голема Бугарија и против големо бугарските интереси во Република Македонија. Да се вратиме на таа средба со тој градоначелник од Централна Македонија. Договорена е нова средба. Исконтактирана е американската амбасада или амбасадата на Калето и договорена е нова средба за 5 или 6 дена, меѓутоа сега не во Централна Македонија, туку во градот Скопје. Таа средба
е одложена по барање на Јордан Орце Камчев поради неизбежна и итна операција на член од неговото семејство. Значи, поради таа итна операција на член од неговото семејство е одложена таа средба која треба да се случи 5 или 6 дена после средбата која се има случено во тој град во Централна Македонија. Ако средбата била на 3 март, значи ова средба требала да биде некаде 9 или на 10 март. По барање на Орце Камчев таа средба не се има одржана. Значи, Јордан Орце Камчев бара средба. Има средба со тој градоначалник од Централна Македонија. Знаејќи ги Јордан Орце Камчев, веројатно е снимена таа средба, ако не со видео, тогаш на еден аудио начин. Сигурно има аудио снимки од таа средба. А предпоставам дека луѓето кои сега разговараат со Јордан Орце Камчев се доволно интелигентни, доволно паметни и тие да ги снимаат тие средби, за да не може Јордан Орце Камчев да вади делови од тие разговори да ги пушта по социјалните мрежи преку овие ајдамаци, преку овој олош на Facebook и на Twitter и да прави одредена политика, да прави одредена црна кампања. Значи, на барање на Камчев е таа средба на 3 март. На барање на Камчев треба да се случи таа средба 6 дена подоцна во Скопје, каде што кај треба да присустват одредени дипломати од една мокна амбасада која е стационирана на Калето и се одлага таа средба. И што бара и што прави Камчев? Ја пука аферата со вакцините. Каде ја пука таа афера? Повторно во Лаверита. Гледате, моделот кој една сте го инсталирале, кој една сте го користеле, ќе го користите најмалку уште еднаш. Значи, тоа што го прави со рекет, кој му дава какви такви резултати, бидејќи спаѓа специјалното јавно обвинителство, Јордан Орце Камчев сака да го репризира со аферата со кинески вакцини. Ако аферата рекет Боки Тридичи објавена во Лаверита и аферата со кинеските вакцини, Јордан Орце Камчев сака и објавува во Лаверита. Ако таму падна специјалното јавно обвинителство, што требаше да падне сега? Владата на Зоран Заев. И тоа е тој трет последен обид за рушење на владата на Зоран Заев. Аферата со кинеските вакцини, објавена во Лаверита, е третиот и сега за сега последен обид на Јордан Орце Камчев да се спаси и да ја сруши владата на Зоран Заев. Во неделата на прочка, значи некаде пред 4 или 5 дена, зависи кога ќе ја гледате оваа емисија на YouTube, почитувани гледачи, се случуваат два многу битни, да не речам исклучително битни настани во Република Македонија и надвор од Република Македонија, меѓутоа имаат битно влијание врз политичките разбрски во Република Македонија. Првиот настан е апсењето на Јордан Орце Камчев и таа мерка 30-дневен притвор која му е пресудена на прочка на Јордан Орце Камчев, или тоа е наплачање како е можно садистичката држава на тој христијански голем празник да му одреди 30-дневен притвор на големиот христијанин Јордан Орце Камчев, кој се грижи за граѓаните на Република Македонија. И вториот битен настан е средбата во Будимпешта. Никола Тодоров, поранешен министар за здравство и министар во владите на Никола Груевски и висок функционер, председател на Републичкиот изборен штаб на ВМРО-ДПМН, која ВМРО-ДПМН ги прави најголемите победи на политичката сцена во Република Македонија. Значи во Будимпешта Никола Тодоров после 3 години има средба со Никола Груевски. На средбата во Будимпешта која се случува на прочка, Никола Тодоров се обидува да го убеди Никола Груевски да му ги стави на располагање делегатите да може да реализират или да организират конгрес за промена на Христијан Мицкоски. Што се договорили, како се договориле, ќе анализираме во недела во 22 часот. Сега само нотираме два битни настани кои се случуваат на прочка. 30-дневен приство за Јордан Орце Камчев и средба на Никола Груевски и Никола Тодоров во Будимпешта. Внимавајте на датите, почитани гледачи. На 14 март 30-дневен притвор за Јордан Орце Камчев, на 14 март средба Никола Тодоров и Никола Груевски во Будимпешта. 3 дена предходно, на 11 март, Красимир Каракачанов на неговиот Facebook профил излегува со списокот на 17 имиња, на 17 политичари, или како што вели тој, имиња кои одговарат на имиња на политичари во Република Македонија, не мора да значи дека се тоа тие политичари, го објавува списокот со 17 имиња кои има добиено бугарски пасоши. Значи, немавајте, на 14 март е средбата во Будимпешта, на 14 март е 30-дневен притвор за Јордан Орце Камчев, 3 дена предходно на 11 март на својот Facebook профил Красимир Каракачанов објавува списокот на политичари кои имаат бугарски државјанства или бугарски пасоши. Еве го тој список, почитувани гледачи. Таа бомба која објави Красимир Каракачанов на 11 март оваа година. На тој список се наоѓаат 17 имиња. Александар Николовски, Антонио Милошевски, Никола Мицевски, Стефан Андоновски, така натаму и така натаму. На последното 17-то место е името на Тало Груевски или Талјо Груевски. Значи имаме список од 17 имиња, 16 имиња од нив се политичари, дали е тоа Александар Николовски, Антонио Милошевски, или имиња кои асоцират на политичари, претежно од врвот на ВМРО-ДПМН, има само едно име
која не е асоцирана ниту еден политичар во Република Македонија, тоа е името на Тало Груевски. Тало или Талјо Груевски е таткото на Никола Груевски. Тој не е ни политичар, а ниту неговиот син е сега премиер, лидер на ВМРО-ДПМН или политичар во Република Македонија, туку е бегалец во Будимпешта. Зошто Красимир Каракачанов на овој список кој треба да асоцира на политичари во Република Македонија го става името на таткото на Никола Груевски, односно става име, кој треба да асоцира на името на таткото на Никола Груевски. Почитувани гледачи, дадете си одговор самите на себе. Или вие одговорите на поставената дилема. Зошто името на Тало или Талјо Груевски е ставено на тој список од 17 имиња кој на својот Facebook профил ги објавил Красимир Каракачанов? Ајде да прифатиме дека тоа е дел на стратегијата на Красимир Каракачанов, кој треба да докаже дека македонската нација постои после 1945 година и всушност треба да ја прати таа порака, таа парадигма, дека дедото Никос Груевски бил грк, таткото Тало Груевски бил бугарин, бидејќи има бугарски пасош, а Никола Груевски бил антички македонец. Еве да прифатиме дека тоа е мотивот на Красимир Каракачанов. Дали вие верувате дека 3 дена пред средбата на Никола Тодоров со Никола Груевски во Будимпешта, за која веројатно знаат и бугарските разузнавачки структури, бидејќи знаат и македонските разузнавачки структури, а делови на тие две структури меѓусебно соработуваат и кохабитираат, дали 3 дена пред средбата во Будимпешта со објавување на тој список и ставање на името на Талјо Груевски на тој список, всушност Красимир Каракачанов, во името не на бугарските служби, туку во името на некои источни служби, му праќа порака на Никола Груевски: немој да се договори со Никола Тодоров и немој да му ги даваш делегатите со кои располагаш, кои ги имаш под контрола, да се направи промена во врвот на ВМРО-ДПМН и да биде сменет Христијан Мицкоски. Сега само нотираме, почитувани гледачи, ќе анализираме во недела, ќе анализираме и конгресот во СДСМ, односно ќе го анализираме конгресот во СДСМ и еден од двата конгреси во ВМРО-ДПМН. Што ќе се случи на тие конгреси? Каква политичка разврска ќе понудат тие конгреси? И што всушност е позадината на тие два конгреси, ќе го анализираме во недела. Сега ќе анализираме една малку геополитичка анализа ќе направиме и таа геополитичка анализа ќе биде исклучително битна за сите политички разврски кои треба да се случат во Република Македонија. Клучниот момент, камчето на таа геополитичка анализа е шпекулацијата. Не велам дека тоа ќе се случи. Тоа се на ниво на шпекулации, на ниво на информации кои пристигаат до мене. Може да биде, може да не биде. Јас мислам дека ќе биде. Затоа ќе презентирам оваа шпекулација пред вас. А тоа е дека поранешниот амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија, Филип Рикер, е најсериозен кандидат да биде амбасадор на Америка во соседна Србија и во Белград. И ние треба да имаме реприза на 1995 година. 1995 година се случува Дејтонскиот мировен договор. Дали денес, 2021 година, колку 26 години после Дејтонскиот мировен договор, треба да биде нов Дејтон, да биде нов Дејтонски мировен договор. Меѓутоа Република Македонија треба да биде иземена, да биде исклучено тој нов Дејтонски договор и тој нов Дејтонски договор да се однесува на Република Српска, на Косово и на состојбата од Црна Гора. Гледате, почитувани гледачи, кај американците важи едно правило. Некој мора да го плати ручекот, ручекот што е направен мора да се изеди и нема незавршена работа. Секоја работа која е почната од американците мора да биде завршена. Дали тоа ќе се случи веднаш, за 5 години или за 26 години, кога станува збор за Дејтонскиот мировен договор, таа работа која е почната мора да биде завршена. Нема прекинување на пола. Американците се како оној товарен брод кој ќе тргне од Њујорк и вози право до Лондон. Дали има бранови 15 метри, дали има бранови 30 метри, небитно. Тој брод има одредена траекторија и американците не се откажат од таа траекторија. Дејтонскиот мировен договор, новиот Дејтон, новата разврска која треба да се случи на Балканскиот полуостров е дел на таа траекторија на американците. Тие тоа го зацртале уште 1995 година. Не имаат завршена работата до крај, сега ќе ја завршат. Ке има бранови од 15 или 20 метри, небитно. Тоа за американците апсолутно не е битна работа. Нивната траекторија, нивната стратегија мора да биде спроведена. Внимавајте на деталите, почитувани гледачи. 1995 година, кога е времената спогодба помеѓу Скопје и Атина и кога е договарано потпишување на Дејтонски мировен договор, амбасадор на Америка во Македонија е големиот Кристофер Хил, кој после Македонија прави брилјантна дипломатска кариера. Значи, тој го прави договорот помеѓу Македонија и помеѓу Грција, оперативно го спроведува договорот и сите оние преговори со Слободан Милошевиќ пред Дејтонскиот мировен договор.
И тоа го прави во името на тогашниот помошник на државниот секретар Ричард Холбрук. Сега Филип Рикер, кој бил портпарол на Американската амбасада и задолжен за односите со јавноста 1995 година, ако биде американски амбасадор во Белград, ќе биде главниот оперативец за некој нов втор Дејтонски мировен договор. Меѓутоа 1995 година и сега 2021 година, 26 години подоцна, клучно за американска дипломатија е да биде стабилизирана состојбата во Република Македонија. Значи, внимавајте, пред да биде подпишан Дејтонскиот мировен договор, се подпишува времената спогодба. Зошто? За да биде стабилизирана политичката ситуација во Република Македонија. Тоа го сакат американците. Што се случува после времената спогодба? Атентатот врз Кирил Глигоров. Значи, некој не сака пред решавање на Дејтонскиот мировен договор и состојбата во Босна и Херцеговина да биде мирно во Република Македонија. Сега американската дипломатија исто сака да има една нормална, стабилна политичка ситуација во Република Македонија. Како ќе се обезбеди стабилна политичка ситуација во Република Македонија? Така што ќе биде формирана влада на СДСМ и на ВМРО ДПМН или на дел на ВМРО ДПМН. Таа влада треба да има повеќе од 70-75 партеници, да може нормално да функционира и да се намали влијанието на ДУИ и на партијата на Али Ахмети врз работењето на владата и работењето на парламентот во Република Македонија. Значи, пред Дејтон број 2 и решавање на состојбата во Црна Гора, во Косово, во Србија и Република Српска, Србија која се јавува како држава која учествува во сите процеси во Црна Гора, Република Српска и во Косово, треба да биде стабилизирана состојбата во Република Македонија. Како ќе биде стабилизирана состојбата во Република Македонија? Така што ќе биде направена влада помеѓу ВМРО ДПМН или дел на ВМРО ДПМН и СДСМ. Сега ви јасно, почитувани гледачи. Значи, на една страна имаме стратегија на американците да се нормализира, да се стабилизира политичката ситуација во Република Македонија со формирање на голема влада. Влада по германски модел, како што најави Зоран Заев, помеѓу делови на ВМРО ДПМН или цела ВМРО ДПМН и СДСМ, но без Христијан Мицкоски. И имате два обиди за рушење на таа влада. Бегството на Сашо Мјалков и аферата со кинеските вакцини на Јордан Орце Камчев. Значи, тие не ја рушат владата на Република Македонија, туку тие ја рушат стратегијата на Соединетите Американски држави да имаме нормализација на политичката сцена во Република Македонија. Тоа е суштината на се ова што се случува. Значи, со овие два обиди, со овие две акции, бегство на Сашо Мјалков и ова афера со кинески вакцини која се објавувала Верита, вие не сакате или вие сакате да ја срушите владата на Зоран Заев, но тоа не е суштината. Владата на Зоран Заев нема да вреди ни 5 пари ако не е американската стратегија. А американската стратегија се конфронтира со овие обиди на Сашо Мјалков и на Јордан Орце Камчев. Бидејќи тие де факто сакат да ја срушат американската стратегија. Ако американците велат треба да се нормализираат политичките процеси во Република Македонија и го поздравуваат формирање на широка или на голема влада, Сашо Мјалков со бегството и Јордан Орце Камчев со кинеските вакцини, аферата со кинеските вакцини, сака да ја срушат таа стратегија. Така се спасува Зоран Заев. Зоран Заев не се спасува бидејќи е пресилен и е премоќен, туку едноставно реализира и спроведува стратегија која е глобална стратегија. Таа стратегија е замислена во Вашингтон и треба да биде реализирана во Република Македонија. Со бегството на Мјалков и вакцините на Јордан Орце Камчев, тие сака да ја срушат владата, односно да ја срушат стратегијата на Соединетите Американски држави за нормализација на Македонија во пресред на новиот Дејтонски договор за решавање на состојбите во Босна и Херцеговина, Република Српска, Косово, Црна Гора и Република Србија. Гледате што се случува во ракометниот клуб Вардар или во фудбалскиот клуб Вардар. Го нема Самсоненко, нема успеси, не само што нема успеси, нема пари. Таму кај што нема пари, има конфликти, има одредени работи кои не може да донесат просперитет. И тука ќе го нема спонзорот. Како го нема спонзорот? Како е спонзорот во затвор, така ќе нема пари. Ако нема пари, нема љубов. Ако нема љубов, има конфликти. И сега е паника на бродот. Паника на бродот кој тоне. Тој брод ќе треба да го напуштите или да останете на бродот. Тоа е одлука која треба да донесе секој поединечно. Ако скокне од бродот пред време, ќе биде прегазен од бродот. Ако остане на бродот предоцна, ќе потони со бродот. И всушност таа мизерија, таа смрдеа која се зрачи, која се шири од тој брод кој тоне, всушност ќе биде смрдеа на едно политичко умирање, на едно политичко гниење на македонската политичка сцена. Гледате колку се прагматични американците. Ќе ги изолират, ќе ги направат небитен политички фактор, ќе направат голема владина коалиција, нив ќе направат небитен политички фактор. Ќе нема пари, таму кај што нема пари ќе има конфликти и тие ќе се растурат однатре.
ќе си го поставаат секој ден прашањето да останат на бродот што тоне или да скокнат од бродот што тоне. И во тоа прашање, таа дилема која секој ден се поставаат, тие ќе се карат и ќе се конфронтират помеѓу себе. Значи ние ќе гледаме еден многу болен процес на гниење, на ферментација и на смрдеа кој ќе зарачува таа операција спасување на војникот Рајан. А војникот Рајан не може да го спаси никој. И што сега, почитувани гледачи? Сите гледа дека бродот тоне. Посебно тие кои се натоварени на бродот. Таа платеничка орда која е сега натоварена на бродот кој тоне, први гледаат дека бродот тоне. И тоа го гледат и во моделот Самсоненко. Нема пари, нема ФК Вардар, нема РК Вардар, нема успех. Има само кавги, има само конфликти, тамо кај што има кавги, има тонење, има безизлез. Така и на бродот кој тоне. Го нема спонзорот, нема пари, се карат помеѓу себе. Имат само една дилема, кога да скокнат и дали може да скокнат од бродот кој тоне. Што знаат друго да прават во животот, освен да плюкат и да водат црна кампања. И таа дилема која се ја поставуваат секоја вечер е кога да скокнат од бродот. Ако скокнат прерано, ќе бидат прегазени од бродот. Ако останат предоцна, ќе потонат заедно со бродот како Титаник. Се сеќавате, ноември 2019 година, интервју со Ларис Гајзер, новинар на Лаверита. Тој објавува на афера со рекет во Лаверита. Тогаш ви кажав дека не сакам да бидам новинар на мафијата. Јас останав на тоа. Јас не сум новинар на мафијата. Јас го направив мојот избор. Јас сум подготвен да ја платам како што ја плаќам цената на мојот избор. Мојата одлука е да бидам на YouTube и тоа е цената која се плаќам. И не само што јас жалам поради тоа, напротив, јас сум горд дека сум го направил вистинскиот избор. А тој вистински избор е да не бидам новинар на мафијата. Ова е емисијата во Центар, почитувани гледачи. Ако ви се допадна вечерашната емисија, ако ви се допаѓат емисиите во Центар, ви најавам ново дружење недела 22 часот. Повторно ќе има одлична емисија, ќе има одлична анализа, ќе има одлични интервју. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.